Ете, пристигна нашата гостинка Ирена Христоска, едукатор, инаку долгогодишен просветен работник, оделенски наставник, а сега за прв пат во Македонија организира летни НЛП работилници за тинејџери. Ирена, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде во нашето студио. Благодарам, подобро што ве најдов и благодарам на поканата. Ирена, некако цела година го чекаме летото, нели постојано нешто чекаме, го чекаме летото и децата, учениците, и родителите, и бабите, дедовците, сега ќе дојде летото и како да не знаеме што да правиме со него. Долги се деновите, ноките. И сега предпоставувам дека токму тоа е поентата на овие работилници, како умно да се искористи летниот распуст. Токму така. Летниот распуст пристигна за децата. Тоа е секако радост за децата. Секој го очекува првично и одморот, нели? Долго очекуван после таа напорна, можеби, учебна година. Секако дека децата се оставени сега и родителите се на работа, знаеме каков динамичен живот се води. Така да, кога би седеле само покрај своите мобилни телефони или покрај своите дигитални уреди, нели тоа би било само бесполезно трошење на времето. Доколку не се насочат на прав пат, како вистински да го исползуваат своето слободно време. Воедно организирајќи го и имајќи при тоа добробит за себе, а добробит и за самото семејство. Така да овие работилници ги опфаќаат во моментов тинејџерите. Јас ви започнала многу значи не ме бендиса дека се убави, туку ми звучеа многу познато речениците што ги имате на вашите рекламни материјали, кои што ги изговараат родителите и бабите, дедовците. Оние, какви се овие генерации, па по цел ден лежиш, по цел ден си на телефон, мрзеливеден и така натаму. И предпоставам дека сега токму таа мрзеливост, немање активност, треба да се претвори во активност и тоа е решението некако, така му доаѓа. Апсолутно. Да, ама да сработат првенствено за себе, за својот развој, значи за сето оноа што имаат полза. Не само сега, во овој момент, туку бенефитите ќе ги видат дури и понатаму. Така да, наместо етикетите и осудите, дали е некој мрзелив или што прави во текот на летото, дали се истега, седи, постојано е на своите уреди и така натаму, дајте нешто корисно да направиме. Значи, од тоа е постојано критикување, критизирање, етикетирање, нема никој полза. Реално, додека работата ние превземеме во своите раце, а првенствено да сватиме дека ние сме одговорни за сето оноа што ни се случува нам, не е никој друг одговорен, дури тогаш можеме, значи, да ја превземеме работата во своите раце, да превземеме акција и нешто да направиме, односно да се поместиме од мртва точка, што би се рекло. Ајде вака, за да им бидеме појасни на гледачи, споменав НЛП работилници, за да стигнеме до работилниците, прво да се подсетиме на кој принцип функционираше НЛП. Така, НЛП е всушност неуролингвистичко програмирање или јас вака народно сакам да кажам направличен прогрес. Во суштина се активираат, нели, се комуникација и кога не комуницираме, ние комуницираме, кога молчиме, комуницираме. Така да. Ни заби и преку очи и тоа како. Или со дишење. Да, и најголемиот дел спаѓа всушност во невербалната комуникација. И сето оно што го примаме, восприемаме, значи, како информација преку нашите пет сетила, значи визуелен, аудитивен, кинестетички, олфакторен и густативен канал, ние всушност ги восприемаме тие информации, за потоа веќе преминуваме на лингвистичкиот дел, каде што спаѓаат нашите образци, односно нашите јазични образци, кој јазик ние го користиме, кои зборови сами себе си ги кажуваме, кои зборови ги користиме во комуникација со останатите, дали се тоа авторитети или се тоа нашите врсници, нели? До тоа како ние сите овие така, добро, ајде да не звучи толку грубо. Тие се најсочни сигурно. Секако. И како ние во суштина се програмираме за според оноа што го носиме и во семејството, како наши уверувања, како наши образци на однесување, навики на однесување, и всушност ние го живееме секојдневието наше. Се програмираме да живееме така како што живееме. Што значи, дали ќе ни биде убаво или нема да ни биде убаво во наводници кажано, се зависи од нас. Затоа велам, најдобро е кога ние ќе сватиме дека сме одговорни сами за себе и тоа што ни се случува,
за да можеме ние тоа да го измениме. Почнувајќи од јазичните образци, од навиките, се е навика и се повторува во природата, во суштина. Да, и се вртиме во круг. Се вртиме во круг, така е, така и годишните времиња ни се повторуваат, значи денот и ноќта, добро, оваа пролет малку одскокнува. Се е навика, да. Вие сте воедно и автор на програма за деца и родители, така? Така. И сега таа програма имплементирате овде во овие работилници? Апсолутно, да. Значи, тренингот за деца и родители започна некаде уште пред 4 години, тогаш беа и првите групи. Сега веќе сме во соработка и со НЛП за млади од Белград, така да сите тие структури и програми се носат тука кај нас. Инаку имаме фантастични резултати од оние први групи кои што помина од мојата авторска програма. Значи пред 4 години и тоа се сега веќе генерации, може би беа тогаш опфатени од 9 годишна до 14 годишна возраст. На деца сега се веќе тоа генерации кои што навистина се завземаат и целат многу високо и високи резултати постигнуваат, што значи дека навистина ова нешто што би рекле тинеџерите работи. Значи дава резултати дефинитивно. Ирена, со работилниците започнавте вчера. Така. Како ќе функционира преку цело лето? Дали треба се пријават веднаш за цело лето или на неделна основа со оглед на тоа што секоја недела ќе имате друга тема, колку што разбирам? Така е. Ние вчера веќе започнавме со самодоверба и управување со емоции. Тоа е првата тема. Така, вчера, денес и утре веќе работиме на првата тема. Што значи тоа? Една тренинг работилница во суштина опфаќа 3 последователни работилници. Значи, ние работиме по 2 часа дневно на одредена тема, 3 дена во неделата. За потоа, затоа што секогаш е потребно пауза, едноставно да легнат знаењата и примена пред се, затоа што применливо е уште од првиот момент, значи уште на самата работилница ние ги применуваме одредени техники и алатки кои што се нели од Значи, тоа значи што ми малатки техники дека не станува збор за сувопарни предавања, да не помислат дека ќе седнат сега и ќе истото што го прават преку цела година, дека само треба да слушаат, така? Ова е интерактивна работилница, во суштина немаме формално учење, туку е напротив неформално и се работи на сопствениот развој, на личниот развој. Значи како, затоа што видите во формалното образование ние најчесто се здобиваме со оној образовниот сегмент и едукацијата и знаењето како такво. Оноа што никој не учи е како ние тоа да го направиме. Значи како да учиме, како да стекнеме самодоверба, како без трема да одговараме на часови, како да искомуницирам со наставникот или со авторитети. Значи сето тоа ние тука го совладуваме. Суштината на овие работилници е токму тоа, да одговориме на прашањето како. Значи во овој случај имаме, почнавме веќе со самодоверба, наредната седмица ни е комуникација, комуникацијски вештини. Третата седмица се целите, креирање на цели, па потоа имаме начини и техники на учење, брзо учење, мотивација, внатрешна, надворешна мотивација, организација на време, планирање на времето. Така да ги опфаќаме сите теми и траеме цело лето. Што значи дека постојано циклично ќе се повторуваат всушност работилниците и секој може значи да присуствува дури и само на една работилница, значи, да си одбере. Но суштината е да заокружи една тема како би имало нели поголеми ефекти, затоа што со еднаш мислам што би можело ние да направиме. Сувопарно може да дојдам јас да предадам и јас сум завршила за 2 сата. Целта не е тоа. Целта е примената. Значи, примената на знаењата, всушност на вештините кои што се стекнуваат, не носат до посакуваните резултати. Колку што разбрав, станува збор за мали групи, така? Така е. Максимум до 12. Така е, дури и 12, значи десетина се онака, баш како што треба, тоа е максималната бројка. Затоа што во моментов целта е да се опфати цела Македонија и затоа делуваме на Zoom. Значи, тоа ни е целта на сето тоа и затоа се и мали групите за да имаме постојана интеракција. Значи се применуваат буквално сите техники на учење
помогнување при совладување на одредени вештини на самата работилница и имаме постојан фидбек, значи од страна на младите, на децата и на тинејџерите. Така да опфатен е оној што велиме ние ВАКОК систем, и визуелен, и аудитивен, и кинестетички канал при комуникацијата, и со постојано вклучени камери, со постојано вклучени микрофони, чисто за да имаме интеракција. Луѓето најчесто постапуваат според искуствата кои ги носат и создаваат одредено мислење, одреден суд за нешто, носат одреден заклучок. Доколку искуството кое го имале нели за онлайн е негативно, тие веднаш имаат бариера кон тоа како се одвива. Да, тоа беше на друго време, тогаш немаше ни циркулација, ни комуникација воопшто освен тоа и беше ограничено само на онлайн. Вие сега правите комбинација. Колку што ве разбрав, првите 3 дена е онлайн и потоа имате слегнува, имате заедничка физичка средба каде што тоа треба да се имплементира. Тоа треба да се евалуира. Во смисол до каде сме, што сме направиле, како сме направиле. Дали може да се оди понатаму? Така, и да се видиме. Тоа убаво би било и тие што се од внатрешноста, нели, доколку се слободни, најдат слободен термин за време на викендот, па да дојдат или било како да е, чисто да се почувствува, нели, сепак и оноа физичкото, затоа што и тоа полни. И на децата многу им значи. Не ги мешате сите тинејџери во ист кош. Секако две старосни граници имате од 11 до 14 и од 15 до 19. Оно што ме интересира, сите знаеме каква е улогата на родителот, не велам не, но какво е местото на родителот во овие работилници? Па родителот се интересира и тоа е чекор напред. Затоа што досега беше на сите ни е потребно, како се добри, тоа се е супер, меѓутоа акцијата затајуваше. И што е нормално. Кога ќе дојде нешто ново, првично е отпор, па потоа истражување, испитување на терен, па дури потоа акција. Она што ме радува сега веќе и дека родителите на 18-19 годишни адолесценти се јавуваат и навистина има интерес. Тие би сакале да го запишат своето дете, нели, да му дадат некаква активност, некаков ангажман, затоа што најверојатно гледаат дека нешто недостасува во нишката, дали е тоа околу барање на работа на 19 години, нели 18, дали околу факултетот, гледаат дека нешто недостасува, па сакаат да му помогнат на адолесцентот. Но во случајот се слуша адолесцентот, односно или тинејџерот, како сакате. Така да, но бидејќи станува во тинејџер, сепак родителот треба да ги пријави. Прашањето ми е кој е она црвено светленце, алармот што треба родителот да го препознае дека треба нешто да превземе. Првично, значи, оно што може да го забележи родителот е комуникацијата. Значи, се сведува на комуникација. Ако види дека нема доволна комуникација меѓу тинејџерот и родителот, дека тинејџерот не е доволно отворен, дека прашањата кои што го интересираат родителот не може да ги открие и да го отвори тинејџерот, значи да го успостави отворена комуникација, а има некој сомнеш дека нешто се случува, значи алармот е веќе вклучен, црвеното светленце се пали. Доколку се повлекува тинејџерот, значи, а тинејџерите обично се повлечени, знаат и доста да се бунтуваат. Родителот не може да му пристапи затоа што сепак ние не сме учени, не знаеме како, не постои училиште за родители, реално. Можеби не знае како да му пристапи, значи, ова е патот, алармот е вклучен и тој едноставно треба навистина да ја земе работата во своите раце и да се обиде некако да му помогне. И првично да си помогне на себе и да му помогне на своето дете. Ирена, вие како едукатор, би ве нарекла модерен едукатор, еве прво и да речеме го напуштивте нашето, нели, образование за да пробате нешто ново, а ги наоѓате позитивните страни во нешта во кои што другите не наоѓате, еве да речеме и во онлайн наставата велите дека има сепак може да се имплементира, има позитивни страни, целата внатрешност да не биде исклучена од Скопје. Што е со паметните уреди, да речеме? Тие се особено деновиве после они немили настани во Србија се на тапет и тие и социјалните медиуми. Се оди дотаму некои да се забранат, еве или да се рестриктираат, но вие велите дека може и умно да се искористат.
како што и да тој се велат, се нарекуваат нели паметни апарати. Да. Како сега да се најде тој баланс? Како да се искористат паметно, а не на штета на некого? Така, па првично ова е исто така начин за користење на дигиталните уреди, на паметните уреди, како сакате, затоа што секако се децата пред уредите. Значи, наше е ние да им создадеме навика за филтрација едноставно на информациите. Значи, кои информации треба да ги примат, кои информации да ги изфилтрираат и да ги тргнат. Затоа што, знаете, тоа се медиумски содржини кои што буквално тоа е море, океан, бесконечен, низ кој што ние сите поминуваме, сите сме подложни. Меѓутоа, сето тоа на вистина може да се балансира и паметно да се искористи. Содржини кои што се дезинформации, мисинформации, малинформации, значи оние кои што се лажни, како сакате наречете ги информации, треба да се препознаат, а тоа ќе се препознае со медиумската писменост во суштина. Вие беше дел од тој проект и како да се препозна? Вие велите дека до 70 пораки дневно стигнуваат до нив, така? Можеби повеќе. И повеќе. Едноставно се препознаваат со тоа што се истражува. Значи, кај секое дете треба да се разбуди љубопитноста. Значи, поставувањето на вистинските прашања или ние во НЛП-то ги нарекуваме мета прашања, насочени прашања. Истото е, значи, и со медиумската писменост. Се поставуваат прашања кои што на вистина не водат до фактите, до точните податоци. Која е неговата цел? Зошто ја поставил токму таа? Зошто му е тоа важно? Зошто ја поставил токму таа слика? Дали е оваа слика вистинита или е нели фейк, што би се рекло? Ајде тоа да ја провериме. Значи, има начини на проверка на сето тоа. Единствено што треба е добра комуникација и блискост, пред се засновена на доверба во семејството. Значи, клучно е ние како сакаме и врз кого сакаме можеме нели да ја префрламе вината или одговорноста, но се поаѓа од семејството. Базата е токму семејството. Потоа се веќе институциите. Оно што е многу важно, најважно од се, е да се остави отворената љубопитност кај детето. Значи, детето кога ве прашува, секогаш колку и да немате време. Знаеме, мислам, како родители, сите сме со ангажмани и така натаму. Праша го татко ти, праша мајка ти, праша баба ти. Така, и детето не знае каде да се шалта, каде да оди, кого да прашува. Едноставно треба да, навистина, да најдеме време и да му одговориме на детето. Посебно кога знаеме да го замолчуваме. И детето едноставно уште од мали нозе, затоа велам јадрото е тука. Уште од мали нозе, па еднаш го прашав, 2 пати го прашав, 5 пати го прашав, и јас ќе си почне, нели, да си скрола и така си се завлекува. Суштината е да му одговориме, да бидеме пријател со детето, да седнеме и ние да играме дури игри со детето. Зошто? Затоа што така ќе бидеме блиски на него, ќе видиме воедно каде е, што е, како е, што работи, како работи. Се комуницира и преку игрите, така? Така е, апсолутно, затоа што тоа е и во НЛП-то. Слично со слично се привлекува. И така се воспоставува и најдобра комуникација. Велат, како воспоставуваш ти комуникација со тинеџерите? Многу едноставно, јас сум тинеџер со нив. Тоа само да кажеме, не е лошо малку ние деца да станеме повторно, нели? Па поубаво колку тие возрасти. Затоа што кај тинеџерите па правилата постојат за да се кршат. Кај децава да ги почитуваат, меѓутоа ригидноста на морам некако носи друго нешто како последица. Значи, тоа е основниот начин да му се доближиме на детето уште од сам почеток, па дури и при користење на дигиталните уреди, па да го насочуваме, да го оставиме да прашува. Ние да го прашуваме. Како се приклучи таму, што има на таа социјална мрежа, да речеме конкретно што користиш таму на тоа, затоа што тие знаат многу интересно и малечкиве се многу интересни, знаат да кажат сабскрајбери, а што е тоа? Така, јас врска немам. И ќе почне да каже. Значи, на вистина децата се отворени за комуникација и така да се е до нас, повторно ќе кажам. Едноставно се е во наши раце. Ирена, ми должиме информацијата како, каде да се пријават? Така, значи може да не најдат на Инвикту страницата што е. Таму ние ги пласираме нашите содржини, всушност. Ирена Христовска може да ме најдат на Facebook, на мојот профил. Они се вешти, јас мислам дека тие веќе имаат и најдено, за нас се покомпликувано. Може да се јават, убаво е затоа што нели да се јави родителот, затоа што сепак тоа е многу важно
важно, дури ние на тренинзите кои што ќе ги започнеме веќе од септември, кои што траат со месеци, овде сме со недели, со седмици и денови. Значи и родителите ги вклучуваме во процесот. Може би не, затоа што има, тоа ќе биде нашата втора денешна тема со гледачите, има нови најави, предлози од министерот, а тоа е летниот распуст да се продолжи до 15 септември. Така што ќе ви се измешаат и малку лончиња. Ќе треба уште некоја тема да вметнете, 2-3 теми. Со задоволство. Да, сакам само да прашам зошто започнавте токму со темата самодоверба? Дали тоа го сметате како можеби најголем проблем кај тинеџерите? Да, воопшто, значи кај децата, кај тинеџерите и воопшто кај сите нас. Затоа што има многу голема разлика меѓу здрава и нездрава, или лажна или вистинска самодоверба. Така да јас не значи дека јас сум навистина самоуверена личност и имам високо ниво на самодоверба, што значи дека треба да се воспостави еден баланс и да научиме што е тоа вистинска самодоверба. Истовремено, да, по социјалните мрежи знаеме, како што кажавме, и дигиталните уреди и сето оноа што децата се бомбардирани со информации, делува на нив и делува на нивната самодоверба. Затоа што според оноа што го гледаат и на социјалните медиуми и воопшто што се случува околу нив, во нивната дружба всушност, некои од нив, посебно интровертните, еве, да на некој начин да генерализирам, се чувствуваат можеби некогаш потиштени, можеби некогаш со недоволна самодоверба, можеби некогаш недоволно отворени да искомуницираат, да го кажат сопственото мислење. Така да сметам дека навистина самодовербата е првично и од тука поаѓа понатаму, затоа што и во самодовербата секако мораме и комуникацијата да ја внесеме како таква, како основна. Ирена, јас многу ви благодарам на ова ваше гостување, благодарам и што ги отворивте за прв пат овие работилници, а сите оние кои што се препознаа во разговоров, рековме многу лесно може да ве најдат. Благодарам и вам.